Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во Гостивар ќе започне тестирање за коронавирус со брзи антигенски тестови. Тимот од здравствен дом очекува тестовите да бидат доставени утре. Попова шапка ќе изгуби уште една сезона. Владата донесе одлука за забрана на функционирањето на ски центрите. Намален е бројот на прекршоци од областа на јавниот ред и мир за 4% на подрачјето на СВР Тетово. Во Гостивар ќе започне тестирање за коронавирус со брзи антигенски тестови. Тимот од здравствен дом очекува тестовите да им бидат доставени утре, а закажувањето ќе оди преку матичните лекари. Тестирањето ќе се врши во објектот на трудова медицина. Неделава ќе започне тестирањето за коронавирус со брзи антигенски тестови во Гостивар. Тестирањето ќе го врши обучен тим од лабораторијата на здравствениот дом, а ќе се спроведува во посебен пункт во објектот на трудова медицина. Закажувањето ќе оди преку матичните лекари, и тоа само доколку пациентот го исполнува алгоритмот, односно има симптоми не повеќе од 5 дена. Брзите тестови се, како што знаете, се замена за ПСР тестовите во првичните денови, каде што симптомите се благи и се работи за детекција на антиген на COVID-19. Целата процедура се состои негде од 30 минути, затоа се и брзи, од земање на материјал и самото сработување на тест. Така да, на основа на покажениот резултат од антиген тестот, се селектираат пациентите, тие што се негативни, на некој начин се можеби со некои други симптоми од сезонските грипови или други настинки, тие што веќе покажуваат позитивен резултат се подлегнуваат на понатамошно испитување во случајот со ПСР тестот. Од здравствениот дом во Гостивар очекуваат Министерството за здравство да им ги достави тестовите утре. Планирано е дневно со брзи тестови да се опфатат 40 до 50 пациенти и тоа на товар на Фондот за здравство. Со ова се овозможува поефикасно регистрирање на позитивните случаи и нивно навремено третирање и изолирање од околината. Од досегашниот ПСР тест нормално се очекува поголем број на луѓе од аспект што ќе ги има например ПСР тестовите и понатаму ќе продолжи, меѓутоа кај матичните луѓе веќе за да се издиференцира болеста, ќе одиме на со овие брзи тестови, верувам да ќе бидат доволно барем да се одговори на потребите, меѓутоа ќе бидеме малку и трпеливи, ќе работиме на време полека и потребите и да се на некој начин задоволат. Неблагодарно е да се очекува наеднаш сите да ги покриеме со брзи тестови, меѓутоа многу подобро од само со ПСР да се проверува. Состојбата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар е загрижувачка, а регионот викендов беше меѓу првите во земјава по број на новозаразени. За 2 дена, како последица на компликации, починаа 5 пациенти, од кои најмладиот бил на 46 годишна возраст. Моментално во Гостиварскиот регион има 564 активно заразени со вирусот. Бројот на активно болни лица во Тетовскиот регион надмина 1000. 49 пациенти со кислородна поддршка се хоспитализирани во клиничката болница во Тетово. Кризниот штаб при општина Тетово по одржаниот состанок информираше за состојбата со пандемијата во регионот. На денешниот состанок на кризниот штаб при општина Тетово за борба и справување со COVID-19, надлежните институции информира дека до денес во Тетово и 5 околни општини вкупниот број на лица со диагностициран COVID-19 е 3159 лица. Од оваа бројка до сега 1909 лица се излекувани, а 129 се починати. Со тоа бројот на активни случаеви во Тетово и 5 општини е 1060 лица. Во клиничката болница во Тетово се прифаќаат за лекување главно пациенти со потешка клиничка слика
на кои им е потребен третман и кислородна поддршка. Во моментот 49 лица се хоспитализирани на инфективното оделение, кои го добиваат потребниот здравствен третман. Епидемиолошката состојба во земјата и во Тетово се уште е критична, со зголемен број нови случаи, како и лица кои бараат здравствен третман во болница. Исто така, клиничкиот центар во Тетово и покрај тешката епидемиолошка состојба и постојаниот обем на работа, продолжува да обезбедува други услуги од секундарната медицинска потреба на граѓаните на Тетово и пошироко. Во општинските градинки и училишта, поточно во градинката Младост во Тетово, имаме 8 активни случаеви и 3 групи деца во домашна изолација. Во основните училишта има 22 позитивни наставници и 8 оделенски групи во изолација. Ги замолуваме сите граѓани да ги почитуваат мерките за заштита и препораките на здравствените институции, со што ќе придонесат за полесно надминување на оваа глобална пандемија. Често се случува пациентите заболени од COVID-19 доцна да се јават на лекар, кога состојбата веќе им е значително влошена. Ова го тврдеа повеќе лекари во изминатиот период. Експертите советуваат пациентите да ги известуваат матичните лекари за било која промена во својата состојба. Кога пациентот доцна ќе се јави на лекар, некогаш состојбата е значително влошена, па помошта која може да му се пружи е ограничена. Пациентите веќе доаѓаат со изразена пневмонија и тешка состојба. Речиси 90% од тешките случаи се јавуваат доцна на лекар, вели доктор Гзим Нуредини. Касно се јавуваат, ќе земат некоја терапија, неколку дена антибиотици, ќе дојде со више цела плуча, више инфилтрирана или више инфламирана, скоро 50-60% директно кислород. Има и такви, за жал. Обично такви се, наречем 90% од пациентите. Ваквиот став во неколку наврати го истакна и другите експерти, како и директорката на инфективната клиника во Скопје. Инаку утро во Комисијата за заразни болести се состана, но не донесе одлука за нови рестриктивни мерки. Тие сметаат, оти мерките кои сега важат, ќе дадат резултати. Во сите лаборатории кои се акредитирани од Комисијата за заразни болести, квалитетот е загарантиран, вели министерот за здравство Венко Филипче. Тој објасни и некои сегменти околу појавата на антителата и дилемите околу последователно направените тестови со различни резултати. Секогаш се смета за валиден тестот кој што е позитивен, ако после тоа има негативни тестови. Зошто? Заради тоа што можеби не бил технички добро земен, можеби поминало доволно време да не се детектира и затоа последниот тест кој што е позитивен се земат за валиден и од тој се сметаат сите понатаму рокови согласно препораките за изолација и нормално за лекување доколку треба. Во сите лаборатории кои што се акредитирани од страна на комисијата од стручни лица преку комисијата за заразни болести, квалитетот е загарантиран. Заради тоа што е анализирана начинот на спроведување на тестирање, лабораториската опрема и секако сензитивноста и специфичноста на тестовите. Во однос на антителата има многу случаи кои што дури и после прележана болест, значи не само детектиран вирус, нема детекција на антитела. Во еден дел во истражувањата, кога има дури и потврдена количина на антитела, тоа не е доказ дека тие штитат. Така да има многу опции кои што се видливи, кои што се детектираат, сите овие денови, целиот овој период изминат, а за кои што се уште нема науката дадено објаснување. Владата донесе одлука со која забрани функционирање на ски центрите поради пандемијата со коронавирусот. Тоа значи дека за Попова шапка пропадна уште една туристичка сезона. И така овој центар со години чека негова модернизација, но работите стојат во место, велат познавачите на приликите.
Пандемијата со коронавирусот беше причина владата да ги затвори зимските скијачки центри за посетители гости. На оваа одлука реагираат љубителите на скијањето, но и активистите. Тоа значи дека за Попова шапка пропаѓа уште една туристичка сезона. Хамди Сулемани од иницијативата да ја спасиме Попова шапка вели дека додека другите центри во регионот ќе работат, надлежните во земјава носат одлука со која се забранува функционирањето на ски центрите, поради тоа што тие не се подготвени. Тоа е намерна одлука која што им одговара и на владата и на локалното ниво за ние да не им бараме барање или оправданост зошто тоа се случува. Они ќе се оправдуваат одма со пандемијата и тоа. Сите знаеме како може да произлегува. Значи ако може да функционира во Србија Копаонок или во Банско, во Бугарија Банско, зошто да не функционира и ова тука? Туристичкиот центар Попова шапка со години чека подобрување на условите, но наместо инвестиции, буџетските средства се трошат нелогично во различни студии и анализи, вели Сулемани. Ние сме се навикнали овие 10 години да нема никаков развој. Уште нашите политичари, нашите функционери или управители на Попова шапка ски центар не знаат дека каква добивка може да има ако тоа профункционира како што треба. Забраната на Попова шапка за скијање негативно ќе влијае и врз економијата, вели професорката на Универзитетот во Тетово Арта Кадрију. Ова дополнително го отежнува развојот на туризмот на овој зимско-рекреативен центар, кој така има недостатоци. Другите европски држави многу проценти имат профит од туризмот, а ние уште стагнираме, уште сме во развој. А треба веќе да ги поминеме овие недостатоци. Ја можам да ги кажам како недостатоци, пошто во овој век веќе уште да имаш проблеми со инфраструктура, со паркинги, со патишта, со скијачки патеки и така натаму, значи тоа е голем недостаток. Во последниве 2 години на Попова шапка единствено се инвестираше во шестоседот со капацитет од 2500 скијачи, но и за неговата изградба беа потребни 6 години, поради повеќе технички пропусти. Во текот на следната година ќе објавиме јавен повик за целосна приватизација или за јавно-приватно партнерство за ски центарот Попова шапка, потврди денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Тој нагласи дека хотелските објекти на Попова шапка, кои се во сопственост на Елем Турс, главно ќе бидат понудени за директна приватизација. Пред кризата ние веќе сме ги завршиле подготовките што се однесува до feasibility студијата, но истовремено и сме направиле и due diligence за Попова шапка, но не само. Вглавном сме направиле за сите туристички објекти кои се во собственост на Елем Турс. Секако дека премиерот и јас како министер за економија сме им понудиле на владата на Косово за заеднички да настапуваме во однос на развивање на Попова шапка. Очекуваме од нивна страна да ни одговарат, во спротивно секако дека ние веќе сме подготвени и во текот на наредната година ќе објавиме јавен повик за доделување на Попова шапка како ски центар или во потполна приватизација или пак преку јавно-приватно партнерство. Треба да се има во предвид дека освен ски центарот во делот на Попова шапка Елем Турс има собственост и на хотелски објекти, а согласно студијата и due diligence-от хотелските објекти вглавно ќе одат во директна приватизација. Министерот Бектеши најави грантови за туристичките агенции, рестораните за свадби и игротеките, кои ќе се доделат во рамките на 4-тиот пакет економски мерки за справување со корона кризата. Ги презентираше 5 мерки за поддршка на туристичко-угостителскиот сектор во вредност од 7,5 милиони евра. Со предложените мерки предвидено е да се опфатат следните 5 активности и тоа: враќање на уплатената такса за привремен престој за 2019 година на сите категоризирани угостителски објекти во Северна Македонија. Со цел поддршка на хотелиерството во нашата држава за време на кризата на COVID-19, Министерството за економија предвидува враќање на туристичката такса за 2019 година за сите угостителски објекти за сместување. Со мерката транспарентно и ефикасно ќе се вратат средства директно на сите кои во 2019 година
имат уплатено туристичка такса. Износот на средствата за ова мерка предвиден во буџетот е 120 милиони денари. Втората мерка е за грантови за туристички агенции. Износот на средствата кој ќе биде доделен е во зависност од остварениот вкупен приход во 2019 година, бројот на вработени и секако и типот на лиценца за работа, а ќе изнесува најмногу до 180.000 денари за Б лиценца, како и најмногу до 430.000 денари за А лиценца. Вкупниот износ на средствата за ова мерка предвиден во буџетот на економија е 116.850.000 денари. Грантови за категоризирани ресторани за свадби. Со цел подршка на угостителските објекти, кои со одлука на владата на Република Северна Македонија за време на кризата со COVID-19 беа затворени, со мерката се предвидува грантови за категоризирани ресторани кои има пад во нивните приходи над 75%, односно ресторани кои организираат свечености, свадби и настани и поради пандемијата беа ограничени да ја вршат нивната дејност. Грантови за игротеки. Со цел подршка на игротеките, кои исто така со одлука на владата за време на кризата со COVID-19 беа затворени, економија предвидува мерка за доделување на грантови кои ќе се одредат согласно вкупниот приход на субјектот во претходната година, а ќе изнесува од 90.000 денари до 300.000 денари. Грантови за лиценцирани туристички водичи. Имајќи во предвид дека туристичките водичи се важна алатка во целата туристичка понуда, со мерката е предвидено грант во износ од 3 просечни плати, односно по 65.000 денари за секој туристички водич кој поради кризата со пандемијата не можеше да ја обавува дејноста. Вкупниот износ на средствата за ова мерка предвидена е 9,8 милиони денари. 120 лица се казнети за неносење заштитни маски, а гостиварец него почитувал решението за изолација. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 120 лица, од кои 70 во Тетово и 50 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 174 лица во Тетовско и 36 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1290 лица со вакви решенија во Тетовско и 610 во Гостиварско, и при тоа било констатирано дека едно лице од Гостивар не го почитувало решението. Вчера 25-годишникот Тетовско Желино заедно со родителите во СВР Тетово пријавиле дека претходно во куќата на нивниот зет 37-годишникот Порој најпрво вербално биле нападнати, кој притоа повеќе пати им се заканил по животот, потоа со секира се обидел да го удри 25-годишникот, а на заминување од куќата неколку пати им го попречил патот со неговото возило. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во периодот помеѓу 8 и 15 ноември годинава засега непознат сторител извршил тешка кражба во црквата Свети Никола во Гостиварска Горна Ѓоновица, откако насилно ја отворил влезната врата. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера 51-годишен жител на Тетовско Вејце во СВР Тетово пријавил опожарување на неговото бачило, лоцирано во атарот на Тетовско Јанчиште, во непосредна близина на железничката пруга. Нема повредени и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Намален е бројот на прекршоци од областа на јавниот ред и мир за 4% на подрачјето на СВР Тетово. Најмногу од регистрираните нарушувања се случиле во градски средини, а биле инволвирани машки лица, меѓу кои имало и малолетници.
Во 9 месеци од годинава на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово намален е бројот на прекршоците од областа на јавниот ред и мир за 4%. Вкупно регистрирани во овој период се 402 нарушувања, 221 во Тетово и 181 во Гостивар, или 21 помалку во споредба со истиот период лани, а во кои биле инволвирани 478 сторители, 315 од Тетово и 163 од Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се целосно расчистени и заокружени со 355 барања за поведување на прекршочна постапка, 230 во Тетово и 125 во Гостивар. Најмногу од регистрираните нарушувања, 258, биле во град и во нив биле инволвирани машки лица 452, меѓу кои 19 малолетници, додека другите претежно биле на возраст над 25 години, 349 случаи. Најбројни во овој период биле физичките напади, 163, тепачки 37, карање, викање и непристојно однесување 28, навредување и омаловажување на овластено службено лице 28 и така натаму. 9 од регистрираните прекршоци во изминатите 9 месеци биле во и околу училишта, што е за 6 помалку споредено со минатата година. Инаку најчести места на случување на ваквиот вид прекршоци се улиците и угостителските објекти. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со нас, следува спортскиот преглед. Бидете одговорни и чувајте го сопственото и здравието на другите. Пријатно!